Во едно село над Охрид, баба Ристана секоја вечер ставаше мала чинија со свежо млеко на прозорецот. Не за мачка. Не за гости. Туку за она што доаѓа ноќе и не смее да влезе. Јас се викав Софија. Имав 15 години кога ја прашав зошто го прави тоа. Таа ме погледна со уморни очи и рече: ако млекото се вкисне до утро, значи дека нешто лошо дошло и го испило. Ако остане свежо, значи дека чуваат. Јас се насмевнав. Мислев дека се само старски суеверии. Но една топла јулска ноќ, кога баба Ристана беше болна и лежеше во собата, јас заборавив. Легнав со отворен прозорец. Воздухот беше тежок, полн со мирис на зрели смокви и немир. На полноќ се разбудив од звук. Како некој тивко да лижеше. На прозорецот стоеше жена во бела, стара кошула. Косата беше долга и мокра, а очите, две црни дупки. Ја гледаше празната чинија и се насмевнуваше. Нема млеко, шепна таа. Гласот беше како вода што капе во празна чаша. Сега можам да влезам. Се повлеков кон џидот. Жената полека влезе низ прозорецот. Нозете не и допираа до подот. Остави мокри, темни траги на џидот. Јас доаѓам кај децата што забораваат, рече. Кај оние што не веруваат. Јас ја грабнав иконата од џидот и ја држев пред себе. Жената се насмевна пошироко. Забите беа остри и жолти. Иконите не чуваат од она што веќе е покането. Тогаш се сетив на баба Ристана. На млекото. Трчав во кујната, ја наполнив чинијата со млеко и ја ставив на прозорецот. Жената се замрзна. Ја гледаше чинијата. Млекото почна да се вкиснува пред моите очи, брзо, со лош, кисел мирис. Таа вресна. Звукот беше ужасен, како да се крши коска во млеко. Се повлече назад низ прозорецот, оставајки црни траги на џидот и мирис на распаднато. Наутро, чинијата беше полна со црна, вкисната течност. Јас ја истурив далеку од куќата и никогаш повеќе не ја заборавив. Сега, секоја вечер, ставам млеко на прозорецот. Свежо, бело. Затоа што некои работи, кога еднаш ќе влезат, тешко се истеруваат. А млекото секогаш памти.